Продолжуваме со емисијата, почнуваме со дебатниот дел. Тука е, како што најавивме, доктор Ангел Чандоновски, специјалист педијатар. Добре дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Кажавме, доктор Андоновски, дека ќе зборуваме за менталното здравје на децата, една тема која ми се чини дека во јавноста е запоставена на некој начин, дека би требало многу повеќе да зборуваме за тоа, бидејќи тоа не само што е дел од нашите секојдневни животи, туку и ја одредува понатаму, го одредува животниот пат на децата, карактерот, здравието и така натаму. Еве како за влез, за вовет, што подразбираме под ментално здравје кај децата? Ајде вака, тема навистина широка, тема која што мора да се дискутира, тема на која што сите заборави или воопшто немаше никој да ја дискутира, ниту да ја абсолвира и да ја презентира пред населението, тема за која што актуелно почнаме да говориме пост-ковид, нели, кризата која ни се случи после епидемијата, тема на која што самите се уверивме дека за тоа време на изолација што допринеси изолацијата, но што допринеси тоа да си ги увидиме сите проблеми кои што навистина како едно мало општество не мачеа, а до тогаш не било говорено слободно или тоа се криело или се правеле одредени, да кажеме, состојби каде што сето тоа било преќутувано, а немало ниту па експертиза за да конкретно се зафати со овој проблем. Менталното здравје означува многу голема и широка работа која што навистина за луѓето треба многу да значи. Од менталното здравје зависи дури и напредокот на самото општество. Од менталното здравје дури зависи и напредокот на секоја лична индивидуа. Од менталното здравје зависат и односите во семејството и многу други работи кои што навистина означуваат и значат живот на некој начин. Јас ќе кажам дека во денешно време сведоци сме на се побрзиот развој на технологијата. Сведоци сме дека навистина веќе се користи дури и вештачка интелигенција за да може на некој начин да им се олесни животот на луѓето. Но што тоа допринесува и што предизвикува тоа кај децата? Јас ќе кажам дека имаме нарушување токму на менталното здравје. Појавата на екранизмот, односно појавата на мобилните телефони, на таблетите, на видеоигрите и така натаму не доведе да навистина размислуваме за еден многу комплексен проблем кој што е наречен екранизација, каде што животите на нашите деца стана и влегоа во тој екран. Тоа предизвика многу големи проблеми, предизвика да децата будни сонуваат, да се движат во тој свет, а сето тоа води кон многу големи проблеми кои што се првично во една смерница на псевдоаутизам, а подоцна дури на аутизам. Најголем проблем за кој што родителите се јавуваат во денешно време кај нас е отсуството на говорот. Но отсуството на говорот е токму поради оваа причина која што ја наведов. Тоа е екранизацијата. Нам да ни е полесно како родители, го оставаме своето дете да живее во тој виртуелен свет, не при тоа не обрнувајте внимание дали тој ќе ги каже своите први зборови, дали тој ќе разговара со нас, дали ќе го натераме на некоја песничка или на првите букви што ќе ги каже во својот живот или првите мама и тато. Некој пат несомнено сите се радуваат на англиските зборови, токму е тоа толку погрешно, јас не сум воопшто против билингвализмот, но билингвализмот е еден друг сериозен проблем кој ни се јави во овој период на проблемите со менталното здравје, односно појавата на екранизација, дека навистина ние се радуваме на англиските зборови, а не се радуваме на нашиот мајчин јазик кој што и да се говори. Родителите доаѓаат, го побаруваат проблемот да биде решен кај нас. Јас ќе кажам дека соодветна институција во нашава држава постојат професионалци, тоа е менталното здравје, значи Завод за ментално здравје кај деца и младинци и младост, или Старо Симпо, како што се вика, на Партизанска. Исто така и самиот Центар за патологија на слух и говор, значи горе кај што се наоѓа кај МВР, значи во склоп на клиничкиот центар. Тоа се институции кои што работат на таа проблематика. Несомнено дека се појави и доста приватни организации, фирми, компании, така начин да не ги наречам ординации, бидејќи во секоја ординација недостасува доктор, ординација кога ќе има лекар. Таков тим е многу потребен за да тоа дете биде правилно обработено.
Значи, кога станува збор за децата кои што се со отсуство на говор, кај нив првично треба да ги приметиме дали постои некој дел од спектарот, односно од аутистичниот спектар, сега ќе кажам, затоа зашто мора да ги воочиме тие недостатоци, односно тие симптоми на аутизам, односно да препознаеме дали тоа дете остварува контакт со очи, со самиот соговорник, дали живее во свој свет, дали е фиксирано кон повторување и репетиција на одредени работи и така натаму. Значи имаме огромен сплет на тој, да кажеме, АСД синдром, каде што ние како професионалци тоа го одредуваме. Нормално, јас ќе кажам дека во Заводот за ментално здравје кај деца и младинци постои целосен тим кој што е составен од педијатар, психијатар, логопед, дефектолог, психолог, па дури социјален работник, дека не кажам патолог, овакво педагог, кој што навистина ние и тие деца подоцна подготвувајќи ги за училиштето, точно знаеме дали тој заслужува да оди на училиште или да се почека една година, го насочуваме во правилната работа во логопедијата и дефектологијата, па дури и психологијата, доколку има промени на личност, така да со еден збор сакам да кажам дека навистина овој проблем е многу актуелен и за кој што треба навистина многу време да почнеме да дискутираме. Да, кога ја спомнавте екранизацијата, ние можеме да приметиме и кај сопствените деца кога малку подлого ќе гледаат дали тоа на телефон или на телевизор, на интернет, кога ќе се загледа, дека веднаш стануваат отсатни. Дека ги прашуваш, не одговараат, не респондираат. И вие сега велите дека тоа не е толку беззазлено, дека навистина може да предизвика аутизам. Освен, како што кажавте, во пречки при говорот, првите зборови, оформувањето на зборови, дека може подоцна да прерасне и во вистински аутизам. Така. Јас ќе кажам дека Светската здравствена организација многу поодамно ќе кажам дека тоа се огромни општества, голема популација на луѓе кои што уште многу поодамна стапиле со тие проблеми во контакт и на некој начин алармирале. Ќе напоменам дека американците уште далечната 1997 година како проект го измислуваат Беби Ајнштајн, каде што преку екранизација сака да го детето подучат на одредени работи, а тука и говорот. Но ќе кажам дека сите тоа на некој начин го занемариле, дека покрај тоа детенце кое што е нели презентирано во таа далечна 97 година, стои или родител или едукатор, кој што на секоја појава на одредена слика на тој екран, таму ја изговара таа реченица и дури тоа дете го подучува полека да ја слуша, да ја перцепира таа реченица аудиолошки и да ја восприми во својот мозок, па за да може да ја изговори. Во денешно време Светската здравствена организација донесе дека дете не треба да има контакт до својата 3-та година со било каков вид на екран. Дали е тоа телевизија, дали е тоа компјутер, дали е таблет или пак мобилен телефон, но ние сите како родители грешиме. Јас ќе кажам дека и јас сум еден од тие родители кои што кај своето сопствено дете има погрешено, кај што еве сум го утврдил и на своја кожа така речено тој проблем дека може да настане одредена промена. Бидејќи така не е полесно. Да, едноставно нели ние за да се на некој начин да си го најдеме можеби сопствениот мир или да се отрнеме од тие многуте проблеми кои што и ние ги имаме нели при работата и работењето, на некој начин на децата ги даваме телефоните, па тие си влегува. Тој свет токму, тој свет е тој виртуелниот свет кој што ги воведува, ќе кажам, децата во еден виртуелен свет, во еден нивен свет, каде што тие си градат своји илузии. Ќе напоменам дека науката отишла до таму да при изготвување на ЕЕГ, односно на едно снимање на брановите во мозочето, нели кој што нашиот мозок ги создава, имаме огромни промени кои што дури личат и на епилептични промени кај деца со екранизација. Токму затоа што децата буквално се фиксирани во тој алфа-бран, пред малку кажав дека тие навистина будни сонуваат. Иначе можам да кажам дека делта-бранот е застапен преку целиот ден и тој има апсолутна зависност кон екранот за да тој постојано биде во него и да таму живе. Напоменав дека
првично децата, освен што ќе направат, да кажеме, пред некој вид на аутизам, се вика псевдоаутизам, кој што е многу брзо го регистриран. Тоа дете е отсутно, како што вие кажавте, тој буквално не реагира на нашите команди, гледа да се врати. Ја ќе кажам дека буквално мора да дојде до ограничување на тие екрани. Знаете дека многу држави спроведува и ограничување и на социјалните мрежи, но на и екраните кај децата, токму поради оваа проблематика, дека навистина што повеќе се зависни од екранот, толку поголеми проблеми настануваат во менталното здравје нивно, дури и до промена на личноста. Кога сме тука, веќе ќе ви објаснам дека постојано, не само јас и многу големи умови кои што во медицината го докажале психијатријата и психологијата, поготово детската психијатрија, дека навистина децата, кога ќе го променат својот карактер и така натаму, настанува во најмалата возраст, тоест во детството. Значи, зародиш на сите работи, на сите проблеми, на сите однесувања понатамошни и понатамошен живот и живење кај одредена персона е детството. Во детството настануваат тие промени. Ние дозволивме, еве пак повторно ќе кажам дека ние како општество и како се, треба да размислуваме дека ние сме тие кои што сме дозволиле да децата отидат во тој правец, ама и ние можеме сето тоа да го спречиме, да ги подучиме и идните генерации, и идните родители како навистина треба да се однесуваат и колку време треба да дозволат да тоа дете биде на екранот или да биде било во каков контакт. Како оди тоа, како приметуваат родителите кога доаѓаат кај вас, кои се првите симптоми, кои се првичните реакции на родителите, дали се изненадени кога ќе дознаат дека нивното дете може би има аутизам? Значи, вака, ќе кажам дека тоа е голема болка за родител, кога несомнено ќе се јават со проблем кај нас и тој проблем вообичаено е дека тоа дете отсуствува, вие што рековте, нели, баш буквално со своето присуство, односно не реагира на командите, не ги препознава родителите, дури делува дека како да има оштетен слух. Тоа дете си живее во свој свет, тоа се фиксира за една играчка или редење и така натаму, родителите тоа го приметуваат, не одговара на команди, тие деца носат доста долго и пелени, ќе приметат родителите дека тоа дете не може самостојно да иде да ја заврши својата физиолошка потреба. Болна е реакцијата, ќе ви кажам дека ние кој ќе му соопштиме на родителот дека од 10 знаци на тој спектар, аутистичен спектар, дека нивното дете има 7 веќе, нели, кој што е алармантно и е веќе потреба за да тоа дете биде работено во тоа дете, ќе ви кажам дека веќе дојдевме до такво сознание дека веќе кај нас секое трето, четврто дете има симптоми од аутистичниот спектар и секое пето дете веќе е со аутизам. До 2025-26 година се предвидува дека секое трето дете во Македонија, доколку се продолжи со ваков тренд, може и постои можност да биде со аутизам. Аутизмот не е модерна болест, ќе ви кажам, тоа е болест која што перзистира многу децении уназад, на која што ние на некој начин не сме обрнувале внимание. Јас ќе ви кажам дека предходните или минатите методи од тоа време биле малку под други воспитни методи, како за разлика од сега, но за жал ќе кажам дека тие сега не се применуваат методи околу едукацијата, околу целиот систем на подигање во растот и развој на тоа дете, туку дека повеќе се оставени самите на себе. Токму она кој што го издискутиравме и пред малку. Се третираат ли тие симптоми понатаму? Еве, да. Доколку се детектира на време, се детектира и што е со ние, да речеме, најтешки форми кои така. Првично ќе кажам дека да, постои постојан третман, дека тоа дете е подложено на работа и од страна на дефектолог, од страна на логопед, зависно од неговата возраст. Ние обично кај 2,5 години, трета година веќе го вклучуваме и логопедот околу искажувањето на првите зборови, бидејќи ние очекуваме и порано да се случат тие зборови. Постои една развојна скала која што треба да се следи. Не секој пат таа е, нели, толку тесна, ние дозволуваме, нели, да кажеме, одреден процес да се случи па да може да се менува таа скала. Ќе кажам дека се работи првично со дефектолог, па со логопед, па подоцна и со психолог доколку е потребно. Јас ќе кажам дека најголем момент во целата ситуација кој што треба да биде запазен и треба да се обрне внимание е работата на домашната стимулација.
тоест родителската работа. Ние знаеме дека нашето дете ќе биде кај тој професионалец, кај дали зависно е дефектолог, логопед, педагог, психолог и така натаму, одреден временски период. Тоа е половина час или 40 на минути. Па може и до 2 часа, зависно дали ќе биде комбинирана терапија, односно работење врз тоа дете кое што е со аутизам или барем со дете кое што е со почетна фаза на аутизам, односно псевдоаутизам, но најголемата работа и најголемата потреба е домашната стимулација и работата од страна на родителите. Јас тука ќе наведам и јас како родител и за чисто како за информација кон младите родители дека воопшто не се потребни кога имаме такво дете, воопшто не се потребни домашните кавги и несогласување, туку е потребна работа врз тоа дете, домашна работа врз тоа дете. Тоест, постојано тоа дете да на некој начин биде со говорот од родителите и од семејството. Тоа дете постојано да е во игра и да се меша со другите деца. Тоа дете постојано да биде во некаква си физичка активност. Тоа дете да му се дадат одредени дразби и стимулации за да неговото мозоче биде стимулиран. Јас ќе кажам дека е оскудна фармаколошката терапија на некој начин, дека ние не можеме да се пофалиме дека постои чаробен лек за аутизмот, постои суплементација на некој начин, ќе кажам дека омега-3 масните киселини се многу битни во целото исхрана на мозочето. Подоцна ќе кажам дека и витаминизацијата или на некој начин мултивитаминизацијата на организмот е многу потребна, а одредени суплементи од типот на аминокиселини се даваат во одреден временски период кога нели самиот лекар, во овој случај нели педијатарот или психијатарот, ќе смета дека тоа би му подпомогнало кон иницијација, односно убрзување на мозочето, односно на комуникацијата меѓу двете хемисфери. Но сепак ќе се навратам наназад и ќе кажам дека како совет до сите и апел до сите родители дека најбитна е домашната семејната стимулација на тоа дете. Таа опфаќа повеќе моменти кои што ги наброев и тие секако дека морат постојано да бидат во комуникација со својот лекар, обично педијатар или психијатар, зависно кој го третира тоа дете, но и соработката со педагогот, дефектологот, логопедот, кој што секако ќе му ги даде задачите на тоа дете, а ние треба и дома да продолжиме да ги извршуваме и тоа дете постојано да биде во една дразба континуирана за да дојде до стимулација на мозочето. Само ќе кажам дека поготово кај децата со аутизам, дека ние гледаме да тоа дете го направиме или да го создадеме да биде функционално. Имаме функционален аутизам, имаме и нефункционален аутизам, кој што се бележи и се оди во ниво на ментална ретардација. Тие се многу тешки случаи. Тоа се најтешките форми, каде што веќе ние на некој начин предодедуваме, бидејќи немаме се уште, јас ќе кажам отворено, дека се уште немаме конкретна национална стратегија или програма која што мислам дека треба да се донесе во најскор можен рок, за да можеме правилно да работиме со тие деца, за да знаеме што да планираме подоцна за нивната иднина. Како тие деца да бидат ставени во функција и да бидат корисни за самото општество. Додека кај децата со функционален аутизам, обично јас ќе кажам дека се прави и тестирање на IQ кај тие деца, доколку тоа дете има многу висок коефициент на интелигенција, треба да знаеме дека тоа дете треба навистина да го стимулираме и потикнуваме и да стане навистина битен составен дел на општеството и мислам дека може да придонесат, бидејќи знаете дека тие на некој начин може да се наречат и брилијантни умови. Сме имале доста сведоштва, сме гледале доста документарни филмови, па и дури екранизирани филмови од животот на одредени персони. Ја ќе кажам дека дури и одредени големи актери се аутисти, па функционираат во светот на актерството, во науката и така натаму како брилијантни умови. Да, значи треба да се работи. Има една, ајде да речеме, едно верување кај дел од родителите дека можеби и вакцините предизвикуваат аутизам. Потоа тоа верување или можеби заблуда предонесува и за намалување на опфатот на вакцинација. Видовме со големата кашлица се покажа едни поразителни податоци, особено за градот Скопје, каде што е многу ниска тој опфат на вакцинација, на имунизација. Кажете ми, колку е втемелено тоа? Дали има реална опасност дека вакцинацијата предизвикува аутизам? Ајде, јас ќе звучам како сиот наш народ.
но сепак сум професионалец и ќе кажам дека досега ниту во едно научно истражување, во токави огромни сеопфатни студии, не е покажана зависност меѓу вакцинацијата и појавата на аутизм. Јас ќе кажам дека одреден факт кој што сите несомнено го кажуваат и го повторуваат, без разлика дали се лаици за медицина или се навистина многу големи врвни умови во медицината, ќе кажам ние го нарекуваме како тригер фактор. Постои можност за некој си тригер фактор, но тоа не е детектирано дека тоа настанува од самата вакцинација, од самиот процес на вакцинација. Тука ќе кажам дека оставам голем простор Кога ќе кажете тригер фактор, значи нешто што може да го поттикне. Тачно, тоа е она што може нешто да го поттикне аутизмот, тоест да предизвика одредена состојба кај тоа дете за да дојде до промена како на неговата личност, како до неговата свест, како и до промените во мозочето. Значи знаеме дека нашиот организам, само ќе наведам дека е способен за многу брза реакција и многу брзо делува како и на стрес, така и на одредени други состојби кои што може да се појават. Јас сепак ќе кажам дека не секој пат треба да се гледаат одредени ситуации со една проста призма или од една страна, туку ќе кажам дека постојат многу фактори кои што можат да допринесат да тоа дете развие аутизам. Значи покрај овие тригер фактори што ги наведов како стрес, како генетска предиспозиција, јас ќе кажам дека и денешниот начин на живење допринесе да дојде до промена дури на целиот наш геном кај родителите. Ќе кажам дека и бременостите кои што се во поодмината возраст може да предизвикаат и други промени кај плодот, кои што подоцна може да се манифестираат со одредени вакви недостатоци. Само како факт ќе кажам дека и повторно ќе се повторам дека досега медицината не докажала дека ниту една било каква вакцина предизвикала појава на аутизам. Антиваксерството ќе го сватам како бран кој што не само нас не зафатил, него ги зафатил и многу големи држави, дека сегде е несомнено појавата на антиваксерството дека е актуализирана и дека се говори како преку медиумите, така и преку социјалните мрежи кои што сега се доста актуелни и дека тие доста влијаат и врз родителите. Ќе кажам дека само еден податок дека вакцинацијата допринела да се искористат најсмртоносните болести во светот, кои што денеска и модерните општества можеби и ги немаат, но сепак јас пак ќе кажам дека родителот е тој кој што го има правото врз своето дете, покрај нели државата која што секако треба да се грижи за понатамошниот тек и развој на една индивидуа за да стане добар составен дел на едно општество. Мислам и дека и родителите треба да си ја превземат својата одговорност баш токму кога станува збор за имунизацијата, поготово кај детската возраст. Добро, тука малку скренавме од темата, но еве уште едно прашање бидејќи е важно. Тогаш како да ги убедиме родителите? Еве ми се чини дека сега со големата кашлица дека мерките кои се донесеа за задолжителна вакцинација за прием во градинка дека придонесоа веднаш како да ги убедиме да ја пренесеме пораката дека навистина е важно да се вакцинираат децата за да го подигнеме тој опфат. Јас предмалку напоменав нешто многу битно, а тоа е дека преку вакцинацијата се искоренети многу смртоносни болести. Значи, тоа е единствениот и непобитен факт кој што секој родител треба да го знае. Јас ќе кажам дека лек за тетанус не постои. Ајде не вакцинирајте во своето дете и нека тоа дете добие тетанус. Значи, само тоа ќе го кажам. Несомнено дека, еве, бевме сведоци на многу големи епидемии кои што се појавија кај нас, поготово од фактот дека имаше доста невакцинирани деца, но ќе кажам дека и самата ковид состојба допринесе да имаме отсуство на вакцинација. Ќе кажам поради токму таа изолираност. Не секој пат ќе ја префрлам вината на родителите, на нив само ќе им апелирам дека треба да се одговораат за своето дете на некој начин, да си ја превземат целата одговорност за понатамошната иднина на собственото дете. Ќе кажам дека поготово јас бев сведок и како директор на детската болница Козле тогаш во тоа време кога се појави голема епидемија од сипаници. Вие знаете што беше тоа, дека секое второ дете имаше сипаници, тоа ни укажа дека на некој начин е потребно да тие сипаници бидат на некој начин изолирани или да не се појавуваат, бидејќи навистина беше на некој начин
па и ќе кажам така доста смешно да во модерно време во 21 век ние пак се враќаме на нешто што било од предминатите векови и така натаму, но ете се случи и мислам дека имунизацијата сега буквално од кого треба да биде стимулирана. Треба експертите, значи треба здравствените експерти постојано да дискутираат на оваа тема. Родителите секако дека ќе си ја превземат одговорноста, но ќе слушаат и ќе знаат токму што треба да се очекува и од која болест ние треба да се заштитиме преку имунизацијата. Затоа пак ја префрлам топката во овој случај на експертите, на самото залагање на здравствените власти, каде што несомнено, точно на системот, каде несомнено треба да дадат огромен придонес за да точните информации стигнат кај граѓаните. Граѓаните знаеме дека можат единствено да се едуцираат само преку пренесување и примање на информации, односно буквално точни информации. Бидејќи у денешно време, јас ќе кажам дека толку е пристапот злоупотребен на секој родител, па и на секој човек како нас, да е полесно да прочитаме од Google или од Yahoo и така натаму некоја информација, отколку да појдеме на лекар и да дискутираме со нашиот лекар околу било кое заболување. Јас ќе кажам дека навистина е тоа многу лошо, бидејќи тие информации кои што се пласираат на Google, јас ќе кажам дека и се со некоја точност, но не 100% точност, бидејќи кај секој човек како различна индивидуа е различен и пристапот на одредено заболување кај тој човек. Така да... И не е само тоа дали се точни, туку дали и да се точни, дали ние знаеме да ги прочитаме. Да, тоа е исто така тоа е многу голема битно разлика. околу релевантноста, затоа реков да. на тие податоци, бидејќи не секој може да ги протолкува тие информации, затоа реков дека во овој случај системот навистина треба да биде постојано на врвот на задачата и да ги ангажира сите здравни експерти, поготово оние кои што се во делот нели на ајде да се вратиме на темата околу имунизацијата, да постојано говорат пред младите родители и пред луѓето сите зашто е тоа битно и у кој случај што би се случило доколку нели го нема сето тоа. Да, тоа се разбира дека родителите секогаш мислат најдобро за своите деца, но во тие добри намери некогаш можеме да направиме и грешки. Затоа еве сте вие тука. Кога зборуваме за ментално здравје кај децата, имаме уште една појава, тоа се напади на бес или тантруми. Мислам дека ова разбираат луѓето што значи тоа напад на бес, но сепак веројатно дека има некоја дефиниција која кажува кога е тоа загрижувачки, а кога не е. Што се тоа тантруми и напади на бес? Вака сега, кога станува збор за тантрумите и нападите на бес, тие се многу чести токму кај овие деца што предмалку ги дискутиравме. Самиот факт дека тоа е до дете, не може да се изрази соодветно, да побара тоа што сака, да му укаже на родителот и доаѓа до појава на бес, на лутење, односно тие тантруми. Тантрумите означуваат еден вид на емотивно празнење кај тоа дете, кое што можат дури да бидат и многу лоши. Ќе кажам дека родителите треба да знаат дека тантрумите се разликуваат по интензитетот, должината на траењето и начинот на појава на тие тантруми. Обично кај деца кои што се со отсуство на говор, тие тантруми се доста чести, тие напади на бес, бидејќи тој не може да се изрази правилно на својот родител, да му укаже каква потреба има и што сака, па така да може да реагира бурно, па поготово кога нешто нема да му се даде. Тантрумите сме сведоци дека се јавуваат сега и кај деца кои што се со екранизација, дека тие постојано барајќи го тој извор на задоволство на некој начин, или поготово еве екранот, тие можат тогаш и да фрлаат, и да кршат, и да паѓаат и на земја, и да маваат, и да се кубаат, да маваат други, доколку им го одземете тоа. Јас ќе кажам дека тантрумите се алармантни ако се чести, многу чести, и тогаш треба да се побара помош од самиот лекар, поготово нели од специјалистот за ментално здравје, во овој случај нели го наведов Заводот за ментално здравје кај деца и младици, дека не треба тоа да се соцкрива и тоа не поминува така лесно. Дека треба навистина да го препознаеме навремено и дека треба навремено да реагираме, да не дојде до промена на личност, до појава на одредени други промени на личноста, каде што може да се доведе, реков дека во минатото и многу поопасни психијатриски заболувања. Така да
секое дете со тантрума, ние ќе увидиме од што е предизвикана тантрумата, може да се даде одредена и терапија, може да се даде и одредена насока од страна на дефектологот, психологот и така натаму, како да се работи со тоа дете, но пак ќе се навратам повторно, реков дека родителите се тие кои што постојано тоа дете, освен стимулацијата што ќе му ја дава, тоа дете треба постојано да го држат активно. Самата физичка активност, самата социјална активност означува и одредено празнење на тоа дете да дојде до намалување на тие тантруми или комплетно да бидат изгубени. Доктор Андоновски, освен бидејќи еве цело време зборуваме за родителите, потоа за здравствениот систем, колку се важни во оваа проблематика и останатите делови од системот кои се однесуваат и на социјалните служби, социјалниот аспект и на здравствените служби во градинките, во училиштата, на психолозите, на педагозите, на дефектолозите. Бидејќи знаете, многу често слушаме поплаки дека ги нема доволно во тие образовни установи и воспитни, дека нема доволно, дека не се стручни и така натаму. Бидејќи ми се чини дека доколку и таму се детектира на време проблемот, дека може да се помогне. Ние сме сведоци дека недостаток на кадар имаме во секој сегмент во нашето општество. Но едно треба да не заборавиме, а тоа е дека во детската возраст самиот развиток на децата, на нашата иднина. Јас ќе кажам дека максимата се за децата не е за џабе настаната, дека туку е еден вид на максима кој што е од действителност, дека ние сме најпотребни на нашите деца, на нашата иднина, на нашиот развиток на општеството уште од најмалата возраст. Тоа е детството. Доколку ние за тие деца не приуштиме, да, во секој училиште, во секоја градинка, во секоја установа која што работи со деца, постои таков стручен кадар, да го едуцираме, да го зголемиме, да го направиме да биде со врвни, да кажеме, достигнување, односно со врвни знаења во овој случај, ние тогаш ќе имаме проблеми во самото општество. Дека нема да имаме правилно развиени личности, правилно развиено општество, а со тоа ќе имаме недостаток врз целото наше општество и врз развитокот на целото наше општество. Јас сметам дека и ден денеска и тврдам дека многу имаме малце кадри, поготово дека како човек кој што работи во таа област, каде што ние дури еве ќе кажам имаме и недостаток од појавата сега на МКФ, односно на институција која што ги определува тие недостатоци и доделува одредени, да кажеме, помошни луѓе, односно асистенти во образовниот, како образовни асистенти, така и помошни асистенти кои што ќе го следат тоа дете во неговото понатамошно развивање. Јас ќе кажам дека сме сведоци дека имаме и недостаток, поготово и на таков кадар, односно на едукативните асистенти, а со тоа можам да кажам дека сето тоа влече дека ние имаме недостаток и на логопеди, и на дефектолози, и на психолози, па и ќе кажам и на лекари кои што соодветно треба да работат по таа тема. Каде го гледам тој момент дека самото општество треба уште повеќе да стимулира сето тоа за да биде на некој начин детската возраст да не биде покриена со професионализам, за да не ги пропуштиме сите овие работи кои што навистина се случуваат и ние сме сведоци. Ние постојано ќе апелираме, еве јас како човек кој што еве овие години поготово актуелно и активно работам на таа проблематика, дека навистина токму треба да се најде соработка со сите тие институции. Дали е тоа труд и социјала, дали е тоа здравство, дали е тоа сите оние служби кои што ги повлекуваат одредени работи, школството, образованието и така натаму, дека треба комплементарно заеднички да работат на ова проблематика. Односно, тоа што го напоменав и на почетокот на нашата дискусија, се опфатна дека на вистина градењето на општеството треба да биде да тргне од самиот почеток и дека сите треба заеднички да се залагаме кон развивање на нашето општество, односно заедно да сме чинители на една модернизација како првично, една функционалност на поготово образовниот, здравствениот и така натаму систем кој што е многу битен за развитокот и работата, поготово со менталното здравје кај децата. Да. Доктор Андоновски, ви благодарам за се што разговаравме. Верувам дека испративме многу добри пораки, дека родителите и сите оние кои и дедовците и бабите и сите кои чуваат деца дека дознаа многу важни работи. Еве да сублимираме како една порака на крај
Родители, тргнете ги децата од екраните, ограничете го, бидејќи може да настане навистина сериозен проблем. Уште од самиот старт на нашата емисија и нашата дискусија се реков дека најопасните промени на личноста се случуваат во детството. Ги кажавме, ги наведовме сите оние факти кои што треба да ги знаат за да ни се обратат со време, а апелот за тргнување на телефоните, односно екранизацијата на овој опасен бран кој што ни се јавува кај нас, треба да ни биде прво и основно нешто дека преку активноста родителската, заедничка на целото семејство, кон овие наши деца, кон нашата иднина, е навистина едно залагање кое што ќе ни даде убави резултати, подоцна да ги береме како плодови, да бидеме сите радосни како семејство. Тоа е се за децата. Да, ви благодарам уште еднаш. Со ова го завршуваме првиот дел, останете со нас, одиме се со една кратка пауза за реклами и потоа продолжување за фестивалот на јапонската култура Сакура.